Добар ден, драги пријатели, добро дојдовте во денешново издание епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам и сум заштитник на живинарската индустрија, односно на јајцата, затоа што поминавме низ пред веќе и доста време, пројде можеби 2 недели некаде, не знам точно колку, но помина Великден и многу од нас можеби исконзумираа многу јајца, многу од нас се кршеа и така натаму, и ми дојде на идеја да зборувам за фактот дека многу од луѓето сметаат дека јајцата се практично најголемиот причинител на холестерол и дека кога можеби сакаме да се заштитиме од вишок на холестерол во крвта, најчесто ги исклучуваме и не јадеме жолчки затоа што изобилуваат со холестерол. Но фактите се следни. Кога вие ќе внесете холестерол, кој што природно го има во продуктите, како што се јајца и така натаму, вашиот црн дроб знае тоа многу добро да го регулира. И доколку осети дека има вишок на холестерол кој што природно се внел преку исхраната, ќе го регулира и ќе го исфрли. Проблемот со појавата на холестерол е многу поголема како резултат на немањето на физичка активност и пушењето. За некој од вас ова можеби е фрапантно, но јас зборував за една тема која што поврзана со холестерол и најголемите придонесувачи за вишок на холестерол се пушењето и немањето на физичка активност. Од друга страна, ако можеби имате кардиоваскуларни проблеми, тогаш е во ред да можеби намалите со внесот на јајца и да не бидат повеќе од 2 до 3 жолчки во текот на неделата. Но тоа не значи дека треба во целост да ги исклучите. Многу луѓе ги исклучуваат јајцата, но при тоа не припазуваат на начинот на кој што ја приготвуваат храната и не припазуваат на внесување на продукти кои што имаат многу пострашни масти од тоа што се заситените масти и холестеролот кој што ги има, да речеме, во јајцата. А тоа се маргарини, путери кои што имаат трансмасти, секакви грицки блага кои што изобилуваат со трансмасти, со хемии, потоа тука се високомаслените млечни продукти кои што се кашкавали, павлаки и така натаму, и она кое што јас би го дал како искрен совет и насока во која што треба да размислувате е не да ги исклучите јајцата и тие да бидат виновни. Престанете прво да пушите ако сакате да намалите холестерол, активирайте се физички ако сакате да намалите холестерол, престанете да јадете високомаслени млечни продукти и престанете да внесувате трансмасти во вашата исхрана и престанете да готвите, можеби и да пржите храна со путери и така натаму и со маргарини. Употребувајте сончогледово масло, употребувајте маслиново масло и на тој начин ќе обезбедите да имате нормално ниво на холестерол во крвта, а повторно ќе кажам, јајцата не ви се никаков причинител, односно жолчките од јајцата не се никаков голем виновник за тоа што некој од вас има вишок на холестерол. Да, треба да се приземјат доколку имате кардиоваскуларни проблеми, но ако гледате дека вишокот на холестерол го имате, тогаш исклучете некои други работи кои што се многу понездрави, многу поголем причинител за вишок на холестерол. За денеска тука завршувам, сакав да ги одбранам жолчките и да ви докажам, односно не ви докажав, туку едноставно ова го знам како факт, сакам само и вие да го знаете и да ви покажам дека преку пракса, ако пробате, ќе видите дека многу подобро ќе се справите со холестеролот на друг начин отколку на исфрлање на жолчките. Ви посакувам убав ден, ви посакувам здрави животни навики и се гледаме во следна епизода. Чао!